25 години државата се изживува со воен инвалид од 2001 година. Повреден во Арачиново, останува со траен инвалидитет од прв степен и низа на дополнителни диагнози. Државата најпрво го сместува во барака од 30 метри квадратни, па го влече по извршители затоа што не платил кирија за распаднатата барака во која не живее од 2008 година. Разговараме со сопругата на повредениот, која зборуваше за голготата низ која секојдневно поминуваат. Кажете ми, кој е вашиот сопруг? Знаеме дека е воен инвалид, од кога, какви повреди имаше? Мојот сопруг е прва група воен инвалид, повреден е во конфликтот 2001, со тоа што врз негова позиција се истурени гранати од хеликоптер. Повреди има во главата и во грбот. Тој е помеѓу најтешко повредените, ако не и најтешко повреден. Припадник е поранешен припадник на безбедносните сили, и од страната на МВР и од страната на АРМ. Конкретно е повреден во составот на МВР Турбил, во првите редови во боиштето во Арачиново. Тогаш, после конфликтот, вашиот сопруг треба да добие стан, бидејќи е воен инвалид, е бранител на државата, тоа му следува согласно закон. Меѓутоа, како што ни кажавте, институциите доделуваат привремено монтажна барака, односно објект од времен карактер. Сега, кажете ми, тогаш го известиле дека ќе биде привремено додека да најдат стан. Дали моментално е решено тоа прашање? Така, значи уште од 2003 комисијата му доделува на него стан, односно барака, која што е 36 метри квадратни, за во тој момент 3 члена. Они уште 2 члена од семејство да живеат во тоа. Тоа не е според стандарди за домување како што следува за воен инвалид и му кажуваат дека тоа ќе биде само привремено дури да се најде слободен стан во Скопје. Од 2003 се до 2008 мојот сопруг живеел таму. 2008 бараката ја зафаќа поплава и веќе од 2010 се првите барања како барање што имам јас дома, во кој што он се обраќа до Комисијата за стамбени прашања при Влада на Република Македонија, каде што образложува дека тој повеќе не живее во објектот заради тоа што од настанатата поплава самиот објект е руиниран и неупотреблив. Значи уште пред да се поплави објектот, од самиот времен карактер објектот почнува да се распаѓа заради тоа што е само гипс, картон и дрво. Не е тоа никаква цврста градба која што може да обстои не знам колкав период. При тоа 2003 кога му е дадена бараката, со самото тоа што му дале објект што е времен карактер, они му го блокираат и самото право на откуп. Плаќа вашиот сопруг во тоа време додека живее таму нешто како месечна кирија? Да, секој месец плаќа кирија. Кириите си ги плаќа редовно се до 2010 година. Тогаш прв пат престанува да ги плаќа од бидејќи веќе не живее во објектот. Да, од 2008 до 2010 плаќал кирии иако не живеел таму. 2010 престанува прв пат да ги плаќа кириите. Веднаш 2011 уште доаѓаат и му го заклучуваат објектот од страна на СИЗО-т, без никакво предупредување дека некој ќе влезе, мислам сепак иако не живеел таму, живеел кај неговиот татко, таму има негови работи, без никој да го извести, му го заклучуваат објектот и понатаму клучот служи како уцена за плаќање на кирии се до 2014 година. Со самото тоа што тие го заклучиле објектот, значи му го одземале и владението врз самиот објект. А при тоа кирии се куцани се до 2024 година, го проверив тоа, имам извештај. Пошто стигнува решение за извршување поради тие кирии. До сега 5-6 пати е даден на извршител, до 2014 он ги плаќал тие извршители, иако според закон за извршители, воените инвалиди се нивните примања се изземени од извршување. Сепак он ги платил тие кири и од 2014 па наваму, значи се што е таму фактурирано не е платено и се стои како долг. По однос на тоа, кое што не представува ниту дом, ниту барака, ниту некакво стамбено решение и по однос на нешто што никој ниту го користел, ниту живеел во него. Значи он дури живеел таму и откако престанал да живее таму, плаќал кирии за тоа. Тоа прашање требало да биде решено уште во 2001-2002 година, моментално 2026 и тоа прашање уште не е решено. Вашиот сопруг го извршува заради тие кирии кои што наводно не се платени, тој не живеел таму.
Кажете ми, до кои се институции се имате обратено вие, бидејќи ми покажавте прилично обемна документација, години комуникација со сите надлежни органи? Пред се првин се обраќа до Комисијата за стамбени прашања при влада, заради тоа што е таа е единствен орган кој што треба да одлучи и за замена и за доделување на конечно решение, онакво какво што треба и како што е доделено на останатите. Значи се обраќа до Комисија за стамбено уште 2010-та, потоа 2013-та, 2014-та, еден куп барања има до комисијата, а комисијата на сите барања одговара со некакви формални известувања без правна поука кои што не служат за ништо. Буквално не можете тоа да го тужите заради тоа што само известување дека во моментов акционерското друштво не располага со слободни станови. Сега на берза и при тоа во годишните извештаи што се јавно објавени на интернет, што се достапни за акционерското друштво, постојат слободни станови, постојат станови вселени без акт, постојат станови во залиха, постојат невселени станови, значи сето тоа се води соодветно и таму се гледа дека има слободни станови во било кое време. А зошто неговото прашање не е решено, иако како воен инвалид има приоритет во оваа држава, заради тоа што законите му гарантираат стабилност, материјална поддршка од самата држава, бидејќи нели тој го дало нешто е највредно за државата, го дал своето здравје за државата. Во комисијата има председател по службена дложност, тој министерот за транспорт, поранешно Министерство за транспорт и врски. Да. Оттаму и претходно ве игнорираат, како што кажавте, и моментално исто така не ви враќаат. Може ли да ми кажете последно каков одговор имате добиено од комисијата? Последниот одговор од комисијата е известување за статус, дека нашето барање било во некаква си финална фаза. Иако секој пат кога ќе се јавите или кога има лица за контакт, кога разговарате со нив, тие ви кажуваат дека сега ќе се реши после избори, ќе се реши за месец, ќе се реши за 2. Решение нема никакво. А при тоа мојот сопруг е татко и на 3 деца, значи тие деца и јас како негова сопруга и тој самиот сме оставени да живееме во неизвестност. Кажете ми до кои други институции се имате обратено? Спомнавте кога разговаравме претходно до председателот на владата, до председателот на државата. До председателот на владата со кратко барање во кое што образложив што се случува и како комисијата не решава. Председателот на владата ми одговори дека има укажано на комисијата да го разгледа моето барање и соодветно да одговори и да постапи според моето барање. Од тој одговор до денес имаат поминато некаде сигурно околу 3-4 месеци. Ниту го разгледала комисијата, ниту... Имаат седници. Понатаму генералниот секретаријат на владата исто до таму стигна писмото од председателката. Значи тој назначува дека да постои, дека ние како граѓани, мислам, он има право, но дека не е одговорен за тоа, не е надлежен, туку надлежна е комисијата за стамбени прашања при влада, дека го препраќа целиот предмет и дека очекува да одговори комисијата. Истото е, мислам, од секаде го добивам истиот одговор. Единствено што е надлежна е комисијата за стамбени прашања при влада, освен од комисијата за стамбени прашања што не добиваме никаков одговор. Дури ние чекаме и дури на нас не одговараат за статус на барање или за барање за информација од јавен карактер, на други луѓе доделуваат станови. Јас лично имам видено решение со конкретниот датум кога мене ми одговориле за дека нема слободни станови. Мене ми одговориле за барање за пристап на за информација од јавен карактер, а на други луѓе со понисок приоритет доделувале станови. Така има доста медиумски надписи за злоупотреба на тие станови. Дел гледавме заедно, дел ги побарав и јас. И високи функционери и луѓе кои што не биле од никаков приоритет добиле станови, меѓутоа еве 20 и кусур години веќе стамбеното прашање на вашиот сопруг не се решава. Истите одговори ги добивме и ние од истите институции и исто така само комисијата не ни одговори, комисијата за домување при влада не ни одговори никако. Од акционерското друштво исто така ни кажаа дека што е до нив, тие би доделиле стан, меѓутоа треба да добијат барање. Кажете ми моментално во каква состојба е вашиот сопруг и општо вашето семејство, затоа што вие 20 години се борите со државата заради тоа што тој за малку ќе го дал животот за државата. Да, буквално мојот сопруг поради својата младост успева да се спаси, инаку
секако дека ќе го дадат животот за државата. Мојот сопруг во моментов е во лоша состојба, за тоа се информирани и од надлежната комисија дека на човекот не му е добро. Ама освен што неговата здравствена состојба е лоша, при тоа се влијае и на неговата психичка состојба со сето ова што се случува, бидејќи не е лесно да читате дека се доделуваат станови, има одлуки на влада, има вадење пари од буџет за конкретно неговата категорија, а вие да чекате и никој да не ве повика, никој да не ве побара и никој да не праша како сте. Сепак од тој проблем прошле 26 години и цело време ова е еден начин на поигрување и со неговото достоинство општо како човек кој што гинал за оваа држава. Ете, погледнете во што е оставен и дали тоа е некаков дом. Значи, он од комисијата и од државата е оставен таму да живее. Дали баравте и средба со министерот за транспорт или со некој од комисијата? Да, неколку пати имам јавено, имам побарано средба со министерот за транспорт. Он дури назначи конкретно лице да се сретне со мене и да ме побара. Тоа лице до ден денес, иако тоа беше уште пред 6-7 месеци некаде, тоа лице до ден денес мене ме нема побарано. Мислам, освен тој одговор дека не се надлежни они, туку надлежна е комисијата за стамбени прашања при влада, нема и од таму никаков одговор. И сега повторно добивате некои странични вака пораки, почекајте до, не знам, до јуни, почекајте до јули, па ќе се среди, па нема само да се среди. Само да пројдат среди. избори. Мене уште кога ми побара, сега за последен пат да се комплетира целосна документација, побара преку 20 документи, да се дел од нив требаше да се вадат од почеток заради тоа што ги бараа како оригинал, а најевентуално како оригинал се доставени до нив при Неколку претходните барања. Побараа во рок од 14 дена да се достават сите документи и при јавување од службени лица од таму ни беше кажано побрзајте да не случајно ја пропуштите нареднава седница, да не ве стават на дневен ред без комплетна документација. Ете, на нас ни е комплетна документацијата уште од март 2025 година. Сега сме април 2026 година, од тогаш пројдоа 5 седници на истата таа комисија и мојот сопруг покрај апсолутниот приоритет, кој што му го гарантира и устав и закон, не е ставен на дневен ред. Постапката за него би требало да трае 30 дена, а трае веќе 26 години. Кога разговаравме, ми рековте, сакам да порачам дека ние не бараме милостина, само си го бараме тоа што согласно закон ни следува, затоа што човекот ќе загинал за државата и моментално има последици. Каква порака би сакале да упатите и до кого? Па вака, значи, освен што мојот сопруг е воен инвалид, ние потекнуваме од семејство кое што има историски континуитет за оваа држава. Неговиот дедо е со прострелна рана и со медалја за заслуга за народ. Значи, дур неговиот дедо ја градал оваа држава и дур мојот сопруг ја го бранел ова парче што ни останало, секако дека ни е мила татковината и дека ништо не бараме, ниту од народот, ниту од државата друго, освен тоа што ни следува по закон и по право. Значи, само бараме институциите да си ги почитуваат законите онака како што ги напишале. Поради тоа што институциите ве игнорираат со години, вие се обративте до Државниот управен инспекторат. Што констатира од таму? Државниот управен инспекторат утврди дека Комисијата за стамбени прашања нашето барање го нема ставено на дневен ред во текот на сите овие години. Тоа никогаш не било разгледувано. И дадена комисијата и наложи рок соодветен во кој што треба да се реши. И покрај нивниот рок, единствен одговор што добивме е одговорот за статус на барањето. Се обративте и до Народниот правобранител. Од таму, колку што гледам, се една од ретките институции што некаква поддршка ви пружаат во оваа ситуација. Точно, Народниот правобранител конкретно за нашето барање има пратено многу представки до комисијата. На сите тие има добиено само еден одговор. Тоа е дека барањето ќе биде разгледано на наредна седница уште ноември месец лани. Од тогаш пројде уште најмалку 2 или 3 седници, ниту е ставено барањето на дневен ред, ниту е разгледано. И со оглед на тоа во годишниот извештај Народниот правобранител директно овој предмет го посочува како пример како државата не треба да се однесува кон луѓето кои што ја бранеле оваа држава. За малку ќе загинел, ама очигледно не заслужил да добие стан, кој му следува согласно закон.
Институциите си ја префрлаат топката, а процесот е закочен во Комисијата за стамбени прашања при владата, чиј председател е министерот за транспорт. Ситуацијата е едноставна за решавање. Комисијата при влада бара од акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор со соодветна квадратура да најде стан. Истите одговараат дали имаат стан и каде го сместуваат човекот. Зошто процесот е заглавен, не добивме одговор од Комисијата при влада. И повторно останува нејасно. Зошто проблем кој е решлив за 3 дена се влече 25 години, низ рацете на 6 премиери и 6 влади.